стотици гости донесе старата традиција во малото Јуруко во Берово, врзана за празникот Богородица Балаклија. Во најстарото мало во Берово, познато по слогата на жителите, со посебен пиетет се слави верскиот празник на првиот петок по Великден, познат меѓу беровци и како Беровска Богородица. Овде со години наназад се одбележува и се слави овој датум. Нивната вековна традиција извесно време била прекината, но жителите се собрале и одлучиле повторно да ја продолжат славата, која сега е наречена Малска вечер. Традицијата на оваа значајна вечер за жителите, кои се староседелци во овој дел од Берово, веќе 9-та година поред ја слават во чест и за здравје на сите што живеат во овој дел од Берово, за иселените низ цела Македонија и на секаде низ светот. Тоа е вид една традиција. Поодавна туа ке нас на Ридо се правеше Богородица, Беровска Богородица, тоа е иначе Бакал Богородица на календаре. И неколку време таа традиција отпадна. И сега ние ке настапиме па така малата се здружиме и одлучиме исто на истиот ден да се прави па Малска. За цело Берово не можеме, али тоа за наша мала да направиме еден чест, едно поштување на тие тука што сме си, тие оцелените што ни се надоле низ Берово, па и по селата и надоле по странство по Скопје се поканени низ цела Македонија да дојдат, кој може да дојде да учествува туа на нашиот собир, на наша веселбатува. Денеска кој може дојде, кој не може не дојде. Иначе тоа ни е стара беровска традиција и било сега одлучиме па са тоа едно 10 години го правиме па Малска си правиме. Наша мала вика Јурук мала, зашо вика и ние не знаеме толку. Доста сложна мала е. Народот се цени, почува, помага и меѓу најстарите мали во Берово е и најстара е. Немаме приоданци, повеќе сме си староседелци тука в таа мала. Некоја знае што не е дошла или некој домозет ако не е дошел. Тоа иначе малата не е стара, традиционална мала ни е. Тоа е празник Беровска Богородица, за нас традиција која треба да одржиме като помлади. Сега имало е тука порано собирање, собор на Ридо и ние сме длжни да одржиме традицијата. Отворени сме кон сите граѓани на Малешевијата, значи може да примаме и гости, кој иска нека дојде, нека повели. Още кад дете ви кажувам, таа традиција се одржуваше погоре, не дека сме са, ту горе беше, немаше плевни. Тоа се беше собор, ту имаше и борба, пеливанство, голи се облачаваш и се бораш. И неколку години беше пречинена таа традиција, после не знам, тачно има 10 години, ние обновиме ја. И јас тоа дете има, нема баш моментално и нема светот, после ќе дојат. Договориме се па да го обновиме, ама малку на по-усовршен стил тука. Оти там немаме ни простор вече, тоа станаа плацове. Малската вечер има организацијски одбор, а подготовките започнуваат уште 2 недели пред Великден, додека на самиот ден, уште од рано наутро, се спремаат котлите каде се прави храна за сите. Годинава беа поставени 5 котли со традиционално беровско гравче, чкембе чорба и пилешка чорба. За да се одржи сето оваа манифестација, сите жители на населбата Јуруко се колегијални, па од секоја куќа се собираат символични парични средства во износ од 300 денари. Традиционалната вечер на Јуруко е препознатлива и во соседните градови, Струмица и Кочани, од каде се собрале донации и помош во храна за побогата прослава на овој празник. Некаде околу 12-13 души кои искаат да учествуваат и значи да бидат активни во организованиот отпор и со стек на времето до Великден се припремаме што може да седи до време за Малската. После Великден, значи петок по Великден е Малската. После Великден тие 3 дена сме најактивни. Сите има секој своја задача што мора да заврши таа задача и да биде успешно завршена, не само да му биде зададена задачата. Значи Малската правиме тука, таа е 9-та година Малската. Секој е добре дошел, има поканени свет и поканени и кој дое добре дошел. Па некаде планираме околу 250-300 луѓе да има оваа вечер. Организациони одбор имаме од 18 па до 60 години луѓе, значи има млади и други млади ќе дојдат и така ќе се пренесува од година на година.
Дали? 20 кила, месо е телешко 25 сувоместното, пушена сладина. 10 чила јагнешки ситнеш и 12 чила кокошки за супа. Това е се. Што се и салата, компир салата, целка салата. Така. Ама добри гости таа година, че има оти убаво времето. Това е прв пат во тие години. Времето да е многу убаво на Беровска Богородица. И Јуруко се задоволни се со Бога напред. И Бог е со стих. Прославата започнува онака како што останало од дамнина, со осветување на котлите, а се продолжува со забава, каде овој пат настап имаа и членовите на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски, додека вечерта беше организиран и огномет. Постарите жители се сеќаваат дека токму на овој ден овде се одржувала слава и собор, каде имало луѓе од секаде. Баба Дана е сведок и на денешното случување. Таа се сеќава дека овој ден бил посебен и секоја куќа колела јагне по повод празникот. Ка си ошли германците, ка се ослободило и зафанало тоа собор да се прави. Од сите села свето доодеа. Од Ратево, од Русиново, од Дворище и това се збереше на Ридо собор. Тапајне, банди, со згајди, по петора секаде и фанат, па сите изгодат весело и секоја кашча јагне колеше. Ние на колиба седехме, јас кад дете вече тате че заколе јагнето, че донесем јагнето и котело напъним вонка, една фурна леп. Масата заредена и гости цял ден само руча и приносиме. И после излегнат на собора и това не може да му се нагледаш и да се начудиш колку убаво. А па моми убави од Ратево, од Русиново, од Берово. Младеж, това беше, а ние кад деца и кад нараснахме, и това до скоро време се правеше, па рече си го до 65-та година тоа соборе беше. Јас се 64-та жених, додека се ожених, собор си се имаше. Тоа беше се чисто нагоре. Ридо беше се соборе, та и дојдеше да се борат, да борачие, да се соблечат, да гледе пеливајне, од црни дур доодеаше, немаше од дека не се збираше тоа. И тоа Берово беше дуро струмичкото доодеа, тоа беше прочуено место. А тоа беше тоа, секи ден кад се ободи Јуруко, прочуен. И са се прочуен. Децата, Јуруко беди некаде, што да е и на Велиденка се каца сјајца на часијата, Јуруко речат. Јуруко најстарата мала, најстара мала, Јуруко. И од мене, која бехме моми, од Јуруко момите речат. Немале момите, нема ништо по часијата. Речат, дојдоа од Јуруко момите. Најпрва мала и најубава, и најубави моми беа тоа, Јуруко се. Јуруко прочуен, од време. Така беше. Да, традиција си од јас кад сам бил малесју, значи Беровска Богородица, тоа си е ден на Беровци, ние сме пречекували гости од селата, од било дека на тој ден си се пречекуваше дома гости. Тапање, музики, пеливање и вика на старо време борбаджи. Природно здрави, не да знаат кад са карате тие. Борили се од маш по маш, најмаш, али никош не имало замер. И ние така од кад сме слушали од дедовци и што знаеме, и успеаваме, например, поново да обновиме тоа и бяга од 10 години, че си има традиција. Има си одгорен за тоа, одгорен за тоа, али горе-доле цела мала ти учествува и нема контра меѓу нас за тие работи. Така. И ќе продолжи, мислам, ја тие деца за маленко тоа гледа, значи ние ќе завршиме, па они ќе мислам, ќе обстане тоа. Па повеќе од сигурно, тоа Берово е било и понагоре. Од тоа още понагоре се били. Ја таму викаа го Шичидерово Ангак до пред Света Богородица. Старо Берово фактички е тоа било. Ото јас си памнеј да може си имат зидове на нагоре према Шичидерово Ангак. Берово старо е тоа. Тоа надоле јас памнеј која било ливади. Ја. До Трнковци беат задни. Берово надоле го немаше, навам беше Берово. На традиционалната вечер беа присутни околу 300 луѓе, кои со насмевки, дружење и со песни и ора посветија многу внимание и почит кон празникот и вечерта на нивното маало. Маалската вечер во маалото Јуруко врзана за верскиот празник Богородица Балаклија остави аманет на жителите да се продолжи традицијата. Велат, нека е здравје,
До година ќе се собереме повеќе и ќе ја направиме побогата прославата.